Значи, оваа влада, која ќе се најде во тесно, најлесно му е да испорача некој предлог закон и да го одличи вниманието на јавноста. Не е прв пат тоа да се случи. Ке спомнам само, закон се носеше за превоз на учениците во општините, каде што требаше да го реши проблемот со долговите кои што ги имаат училиштата по основ на превоз и по основ на нафта за грејење, каде што со новиот закон јавниот превоз, ако нема треба да се направи во општините, да биде користен за превоз на учениците. Ништо не се направи. Уште тогаш кажувавме дека не брзајте луѓе, не носете закони колку да се донесе закон. Пример, во општина Битола се уште не функционира превозот на учениците, законски, замислете, определен превоз за учениците, не функционира. Решение, донирање на стари автобуси, 80 години стари. Не ми јасно какви лепенки по новиот закон тие автобуси ќе добијат. Сигурно боја, нема дима кој што ќе може да ги означи. Или пак, законот за субвенционирање, тоест за дел од општините кои што ги имаат борџевите, значи за субвенционирање на тие долгови кои што ги имаат општините, без критериуми, без покривање на тие долгови по старост, туку врз основа на тоа како градоначалникот ќе си седни, ќе се договори со доверителите и како ќе се договорат во 4 очи и колкав процент ќе добие намалување тој долг за да влези во категоријата на подмирување на долгот. Ова е нешто слично. Владата се соочи со енормно загодување во градовите во Република Македонија, не знае што да направи и најлесно му е, дајте луѓе ќе пуштиме некој закон кој што ќе биде интересен и кој што јавноста ќе разговара на таа тема, а ние ќе продолжиме со спиење и со неработање. Многу ми е жал што за овој закон не е тука Министерот за животна средина. Бидејќи решавањето на проблемот со загадувањето не се решава само со еден закон, а најмалку со овој закон. Луѓето од Министерство за економија коректно седнале на мерата која што имала Министерство за животна средина ја имплементирале во закон, направиле категоризација на возилата, предвиделе налепници што е коректно. Друго прашање е дали ќе се плаќа за тие налепници и дека граѓаните треба од свој џеб тоа да го субвенционират, меѓутоа тоа не е на еден начин проблем или не е работа која што Министерството за економија треба да го реши. И владата го реши проблемот со загадувањето. Ајде да видиме некои бројки. Од 400, ќе ги заокружам бројките да не замарам до децимална точно. Од 400.000 регистрирани возила во Република Македонија. Постари од 10 години се 340.000 возила. 340.000 возила се постари од 10 години. По оваа категоризација, 340.000 возила ќе треба да добијат во најмала рака црвена налепница или некоја ако има среќа да влезе во втората категорија со жолта налепница. Просечна старост на возила во Македонија е 18,7 години. Автобуси од 3,3200 регистрирани, 2,500 се постари од 10 години, или просечна старост исто околу 18 години. Овие возила учествуваат во сообраќајот и во градовите, во централните градски подрачја. Што ќе му правиме на овие возила кои ќе има загадување? Нема да возат. Како ќе се движат луѓето? Како ќе одат на работа? Со што? Пешки? Со точак? Или со купените електрични автомобили, со помош на субвенциите кои што владата ќе ги даде? Веројатно на тој начин. Дали градовите имаат капацитет јавниот превоз да ги прифатат сите овие луѓе кои што ќе сакаат, кои што ќе мораат да дојдат на работа,
Конкретно, пример, ево, карикирам, од Драчево некој во Скопје треба да дојди од центар во Скопје на работа. Или во Битола, од Долно Ризари, треба да стигне до центарот на градот, кај што работи, бидејќи не ќе може да користи возило, ќе мора да се чека јавен превоз, јавниот превоз дали ќе може да ја обслужи, тоа е ствар и работа на анализа. Меѓутоа, очигледно, недоволна анализа. Што ќе се случи со такси превозниците? Какви возила има? Тие кажаја на една прес, меѓутоа, тоа си е работа искажена на медиум, не можеме на тоа да се базираме, дека 80% од такси возилата ќе влезат во категорија со црвена наредница. Значи, такси превозот, во моментот кога ќе има забрана за движење, не ќе може да функционира. Како ќе од луѓето, пак ќе кажем, на работа, како ќе се движат и ќе си обуват секојдневните обврски. Јавните предпријатија ги дискутирав. 99% од возилата во јавните предпријатија се постари од 10 години. 99%. Што ќе прават тие? Нема да функционираат. Оти не е логични, не е фер. Јас како граѓанин да не можам да ја возам колата до на работа или уште поточно речено колегата Панче од Велес има постаро возило, не ќе може да стигне на собраниска седница. Оти ќе види или ќе може во Драчево ќе си слези, ќе си ја паркира колата и од Драчево ќе мора да почека јас да поминам со мојата колотија понова, ќе го качам, ево јавно кажувам и ќе го донесам до собрание.